Вие следите Слободен печат, а денеска во студиото имаме една млада дизајнерка, Катерина Трпковска е името на девојката која што се занимава со интересен дизајн. Дизајн на мебел, кој што е инспириран од архитектурата, од естетиката, од уметноста, кој што носи силен, свој уникатен печат, инаку е основач и креативната сила на еден нов бренд Ринока, не толку нов, меѓутоа повеќе за тоа со што се занимава и што носи ново и уникатно Ринока, ќе ни каже Катерина. Добре дојде во Слободен печат. Здраво. Драго ми е што одвои време да се подружиме. Иако не си од тие ликови што многу вака јавно се се отворени пред медиуми, меѓутоа, ете, ќе можеме малку да се подискутираме за сето тоа што го правиш. Ако треба да започнеме, ако треба да дадеме некаква слика за тебе, да се опишеш себе си професионално, зборувам, како би се опишала себе си како дизајнер? Обично дизајнер, кога ќе спомнам, дури кога го најавував снимање дека ќе го имам, обично го поврзуваат со моден дизајнер. Аха, добро. Нели? Дизајн ги асоцира на мода. Да. Ова е поинаков дизајн. Да, ајде, не знам да почнем од факултетските мои денови, кај што факултетот баш беше поделен на моден дизајн, графички дизајн и дизајн на интериери. Так. И моите почетоци, ако рачунам од факултет, се одлучив за дизајн на интериер затоа што исто ми беше скроз непознато, не знаев што значи дизајн на интериер, едноставно go with it. Одлучив да се запишам на тој факултет, инаку да, дизајнот има многу насоки, освен моден, се разбира. Искуството и оно што јас вистински го сакам, го сватив после факултетот, а тоа е низ праксата, низ годините низ праксата, а тоа е индустријски дизајн, каде што има многу фази за да стигнеш од нула, почнувајќи од идејата па до крајниот производ. И тоа ми беше предизвикал како јас да смислам, да креирам нешто ново и кое што ќе служи потоа на клиентите. Веројатно учењето не завршува со формалното образование, веројатно се учи, не знам како е со дизајнот, веројатно со текот на годините се учи и повторно се учи. Што е оно што ти најмногу научи? Дали беше тоа во формалното, не нужно формално знаење, него што најмногу од каде најмногу знаење доби во однос на тоа? Или најмногу се врзува дизајнот со сопствена креација? Има ли нешто во занаетот, во она што се вика занает? Да, апсолутно. Најмногу научив кога престанав да мислам само на себе, нели, она што јас сакам, а тоа се случува кога реалноста, нели, ќе те удри, ќе те удри шлаканица, што би рекле, као не е се ти како што имаш замислено. Значи, тоа е процес кај што мора да научиш да слушаш. Так. И нормално кога излегуваш, мислам, образованието е многу битно, меѓутоа понатаму праксата и на тоа како ти ќе одлучиш да се изложиш на пракса е можеби повеќе битно, затоа што имаш милиарда ситуации кај што се наоѓаш во средина со луѓе кои што многу повеќе од теа знаат и треба тоа да го слушаш и кога ќе ти супати критика треба да примиш таа критика и да продолжиш, значи да научиш нешто од тоа и да продолжиш. Значи јас мислам дека не само кај нас и општо секаде на почетоците, студентите кои ќе излезат од факултет, најтешко е тоа да го сватат. Тој момент дека треба сега, јас сум табула раса и треба сега да што повеќе да соберам информација од тие што се поискусни од мене, мада е тоа и на сметка и на мојата, не знам, его или критика, значи кога ќе ми супати критика, не секогаш е конструктивна нормално, меѓутоа мислам дека тоа е единствениот начин да научиме, зборам сега за конкретно за дизајнот, и мислам да научиме што уствари значи зборот дизајн. Затоа што кај нас луѓето дизајнот го врзуваат најчесто со естетика. Тоа воопшто не е така. Кога работиш со клиенти, веројатно најтешкиот момент е кога самите сакаат да бидат дизајнери, а ти да им бидеш само некој што ќе го направи тоа. Да, бе. Кој е најтешкиот момент во разбирањето со клиентите? Има ли такви што викаат, ај дизајнираме нешто, ама да биде вакво, да биде такво, да има ова, да има ова? Значи,
Со Секако конкретна дека има. идеја. Тука веќе ти се позаврзани рацете. Да, апсолутно. Мислам, секогаш секој роден и што работи во оваа бранша, а верувам и во другите индустрии, е приморен во некој ситуација да направи компромис. Меѓутоа, не да стане тоа цело време пракса, затоа што така губиш оригиналност, автентичност и така натаму. Пак ќе се вратам, мора секое прашање веројатно да се враќам на почетокот. На почетокот и јас самата не знаев доволно што треба точно да направам за клиентот да биде задоволен. Так. Меѓутоа низ праксата кога набиваш нели искуство, ќе стигнеш во фаза каде што ти го слушаш клиентот и он тебе нели ти кажува сакам ова, сакам тоа, сакам вака, сакам, ти слушаш, значи многу е битно да научиш да слушаш. Искуството кое што го имам, со искуството кое што го имам, можам да направам во тоа тој што го сака, да направам нешто кое што и јас мислам дека е исправно. Така. Не е целосно он како што сака, затоа што не е дизајнер, нели, нема такво искуство. И да биде и тој задоволен, меѓутоа да има некаква автентичност, нешто што јас сметам дека за него ќе користи најдобро, нели, за него. Така, да ги задоволиш двете страни, да, би се рекло тоа. Да, така. апсолутно. Кога го создаваше Ринока, што беше најважен момент? Формата на мебелот, функцијата или пак чувството кое што го буди мебелот? Затоа што мебел е нешто што е многу специфично, тоа треба и да користи, треба и да изгледа. Функционално, да, функционалност, апсолутно. Функционалноста. Многу беше тоа во период кај што не знаев точно што сакам, искрено. Колку години е, успут да кажеме, Рино? Па, јас почнав по-сериозно, значи фирмата е формирана пред 5 години, а почетоците се многу претходно, кога работев после факултет, работев во неколку фирми тука, што од продавница за продажба на материјали за интериери, недвижности, кај што можеби некои интериери ќе сум имала можност да направам некаков интериер за некој за некоја недвижнина, нели? Потоа отидов во Катар, што ми беше клучно искуство да сватам што сакам во животот и кога решив да го направам брендот, тоа беше момент кога реков ова што се случува во нашата држава не е правилно затоа што немаме автентични производи. Значи имаме производство, меѓутоа немаме автентичност, немаме дизајн. Так. Јас како дизајнер немав можност никаде да работам во државата и затоа некако приморана бев да влезам во производство и така све почна. Почнав со неколку ламби. Значи примарната идеја беше да се направи нешто автентично, квалитетно, нешто што ќе го оправда поимот дизајн. Не естетски. Значи, ајде да речеме естетски најмалку. Значи, ствари кои што ќе траат, кои што ќе бидат безвременски, кои што ќе се продаваат и после 10 години би се случува тоа. И тоа беше примарната некоја идеја, основна. Мора да го спомнеме економскиот момент тука, исплатливоста. Ајде прво колку е исплатливо и колку е можно и колку е достапно тоа да отвориш, да почнеш со производство на сопствена линија, сопствен бренд. Колку треба да се вложи? Дали може секој еден, вака сега некој ќе огледа интервјуто и ќе рече, па супер, сакам и ја да си отворам. Да, и јас така тргнав, по некои други работи, претходно со спорт кога се занимавав, кога ќе видев, не знам, ракомет, сакав да ракомет затоа што стварно многу изгледаше вау на телевизија и пливање или не знам што. Така. Нема исплатливост, нема. Нема, не се трга, мислам дека и во помлади години никој не размислува толку на финансискиот момент. Иако кога веќе тоа страста, тоа што го сакаш преминува во бизнис, нормално дека мораш да размислуваш на сите ти работи. Имаш одговорностите се пута 10. Ама долги години немаше никаква исплатливост. И тоа беше разочарувачки за мене, јас не пробам ништо како што треба, не е добро, не е доволно добро, а уствари не е тоа проблемот, него проблемот беше што
за еден производ да биде успешен, да се прода успешно, мора да биде финансиски бустан, значи со приказна, со маркетинг, со сите работи. Така. Сега јас ги немав тие средства за да го направам тоа така, па идење пешки многу долго и некако едноставно самите производи затоа што беа многу добри, па Самите се реклама за себе. Да, апсолутно. И тоа е секогаш потешкиот и подолгиот пат. Так. Но ако го издржиш, значи сега тоа да издржиш е стварно не би можела 3 дена да зборам за тоа што све треба. Така. Ама ако го издржиш, после веќе финансискиот дел не ти е сам се случува. И не ти е тема на размислување, него сега е како да ги оптимизираш работите, да станеш уште подобар, да направиш уште подобри производи, па кој ќе ти биде во тимот, па што би правил во иднина, како би ги вложила тие средства и така натаму. Со оглед на тоа дека не знам јас сега за колкава производство се работи уникатни производи, да изработуваш, имаш можности за сериско производство? Тоа е целта на Ринок. Значи да направиме производи кои што ќе бидат, мислам, ние имаме сериско производство, значи околу 13-14 производи се сериски, иако треба да се многу повеќе, и на хартија има многу повеќе, меѓутоа затоа што брендот почнат од нула, без никакво знаење предходно, ситуацијата е таа која што е. Имаме 13-14 производи кои што се продаваат онлайн надвор од државата, па 99%. 95, ајде да речеме. Сега нешто со архитективе полека почнуваме, што ми е исклучително драго. Сериско производство и уникати, тоа е многу денес тешко да се постигне. Јас во уникат би рекла дека материјалите кои што ги бираме ја прават уникатноста, затоа што ние конкретно работиме со дрво и секој еден патерн на дрвото е уникатен, нели? Природата не прекопи. Така. И секој еден патерн е уникатен сам за себе, па тоа ја прави некаква уникатноста дури и на сериските производи. А секако имаме клиенти и за тоа ми е исто исклучително драго периодов, клиенти од нашата држава, кои што се запознале со брендот и сакаат да направат нешто што ќе го гледаат секој ден и ќе им користи како што треба и ќе бидат задоволни во тоа што инвестирале. И тука ни даваат целосна доверба и слобода да се изразиме и да направиме нешто што ќе користи на просторот како што треба и секако и на клиентот нормално. Не знам, не би рекла дека тоа е уникат. Не знам, можеби, ама е нешто што е направено по нарачка и е еднаш направено и тоа е тоа. Тоа завршува со тој клиент, што е супер. Па е тоа уникатно парче, веројатно, кога не можеби, да, има некои детали, затоа што ние сме многу посветени на деталите во дизајнот. Можеби да е тоа, уникатно. Да, секако е по нарачка. А клиентите се повеќе физички или правни лица? Значи, приватно си порачуваат луѓето за дома или по фирми? Па, брендот е, мислам дека, јас сега кажувам мислам дека, затоа што уште не знам како ќе биде точниот карактер на брендот. Уште лутаме, уште се развива, се гради. Брендот повеќе работи за мебел за дома. Но има и производи со некои архитекти тука што сме работеле, кај што например, не знам, ламби се нарачуваат или расвета, пошто имаме некои производи што се расвета, завршуваат во канцеларии. Значи правиме бироа, екзекутив, големи бироа со интересни детали и така натаму. Можеш ли да одвоиш на уметниците, затоа ми текна уметник, затоа што претежно со уметници работам и они најтешко прашање имаш ли омилено дело свое? Имаш ли омилено парче мебел кое што до сега си го направила нешто кое што ете така ти е, тоа ти е? Секако дека визуелното е битен момент
Нели, креацијава ја гледаш тоа Да, визуелно и е тука и е тоа ги привлекува, тоа импулс ги привлекува луѓето да Првиот купат. впечаток е тој? Да. Да. Меѓутоа, мене во позадинава, нели, кога работиме, кога се создава, како ќе се спои, мене ми е, страста ми е во тоа како се технички, како конструктивно се решени производите. И од тој аспект можам да издвоам една маса која што имаме, која што е понов модел, која се вика Arco, затоа што таму предизвикот беше баш така, предизвикот беше да се направи минималистичко парче мебел, значи да не се користи премногу материјал, да не се надава, а да биде тоа конструктивно јако, како да е, не знам, да слон да се качи на масава и да издржи. И тука ние успеавме тој дел да го решиме многу добро и стварно масата е тоа што е. И од тој аспект можам да кажам дека Arco ми е омилено затоа што некако и самото решение идеше многу со леснотија. А иначе вака како генерално како производ, не знам, нека кажат луѓето, не знам. Да. Не знам, по потрошувачката најмногу, па се уште мада имаме на нова комода која што доста онлайн се продава. И таа беше направена, инспирацијата за таа комода е тука еден објект во Скопје и клиентот и куќата кај што за каде што требаше да биде комодата, па после излезе серијски производ. И супер излезе и гледам како клиенти, значи сега последно имавме нарачка од Сан Франциско, имаме Лондон, имаме Барселона, и тоа се архитекти кои што ги нарачуваат парчињата. Браво. И пред некој ден беше баш ни пишаа мејл за како се вика, квалификувана во дизајн награда Big C од Словенија за дека мислам да влезе во група за Best Product Design 2025 во регионов. Тоа е Big C е платформа која што се занимава со продукт дизајн, архитектура во југоисточниот дел на Европа. И така што не знам, можеби ќе земеме награда за тој производ. Супер. Тоа баш би било одлично. Нека се развива и нека се шири. И добро е тоа што не се задржувате во границите на Македонија, бидејќи сега барем имаме можност нели да онака баш да ве види и светот и супер што се случува тоа така и што е така. Да. Ајде вака едно прашање кое што е од тие прашања што би било кога би било. Ако немаше ограничувања никакви, ни со буџет, ни со ресурси, ни со никакви ограничувања. Што би создала? Што би дизајнирала? Онака баш немаш ограничувања. Ти викаат, ни пазар, ни буџет, ни ресурси, се ти е отворено вака и ти викаат, што би создала? Дефинитивно не би било мебел прво, затоа што пак ќе кажам, мене ми е страст решавање на проблеми преку дизајн. Так. Не би било мебел, ама би било во сферата на не знам, машинство можеби. Да? Можеби некоја машина и сега кога повеќе се познавам себе си, си замислам, ама зашто се запишав дизајн, зашто не знаев тогаш да се запишам на машински факултет, ама добро, никогаш не е касно. Да. Меѓутоа, дефинитивно би направила нешто повеќе за, например, за производството на материјали. Значи да не зборам за рециклирање, затоа што малце сум контрадикторна можеби во тој поглед или пак ќе кажам критички настроена во поглед на рециклирањето. Меѓутоа создавање на материјали кои што ќе го користат, кои што ќе користат како суровина за производство на производи, а при тоа да поетички ги користиме суровиниве кои што не се на располагање, значи дрво, не знам, стакло, кварци, тие работи, метал и така натаму. Можеби да, во тој дефинитивно во тој смер би отишла.
Одлично. Да. Ето, видиш како чипнавме некоја Да, друга интересно, страна. никогаш не сум размислила на темава до крај, ама дефинитивно е тоа. Супер. Дефинитивно е тоа. Супер. Драго ми е што ми беше гостинка и што одвои време. Ете, јас прв пат разговарам со еден ваков тип на дизајнер, обично модни дизајнери тие веќе ми се попознати, ама Да. ми беше интересно што се запознавме. Ти посагам многу успех со пред се со брендот, со Ринока, нека се развива уште многу и награди и да слушаме и да создавате уште многу. Се надевам и јас дека така. Не се надевам, него сигурно сум дека ќе биде така. Ќе биде така. Да. Фала ти уште еднаш. Фала ти. Вам, како и секогаш, ви благодарам на вниманието. Останувате да следите Слободен печат.